Денеска во фоето на Центарот за култура Бели Мугри свечено беше отворена 24-та меѓународна ликовна колонија Лазар Софијанов Кратово, на која беа изложени 30 ликовни дела. Учесници на овогодишната ликовна колонија во Кратово беа ученичките Пандора Манева и Марија Гушкова од школата за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри, кој освои второ и трето место. Темата е староградска архитектура на Кратово, се сликаат обично старите мостови, средновековните кули, стари куќи, средновековни чешми, цркви и така сете она што е културно наследство на Кратово. Нели Кратово е град со стара традиција, има голем број на сочувани уште, да речеме, средновековни кули, мостови, куќи и така. Досега има учествувано околу 400 учесници во изминатите 24 ликовни колонии и имаат изработено околу 1050 ликовни дела. Јас сум Пандора Манева, цртав на темата витраж, освоив второ место во ликовната колонија во Кратово. Цртавме на темите инспирација од Кратово, мостови, градби од Кратово и се вративме со второ место и трето. Јас сум Марија Гушкова, преку училиштето за цртање и сликање учествував на меѓународната детска колонија која што беше држана во Кратово. Благодарение на мојот ментор постигнавме добри резултати, таа сегаш не поддржува и ни помага за развивање на нашиот талент и сакам многу да се заблагодарам. Зедав трето место во втората категорија и многу сум благодарна и задоволна од успехот. Темата беше убавините на Кратово, старата архитектура. Покрај изложбата беше промовирана и книгата Македонското книжевно наследство од авторот Драган Ѓорѓиевски, кој зборуваше конкретно за потеклото на книгата. Денеска ќе имаме можност да ја промовираме која што содржи поголем број на творци кои што создавале во Кратовската книжевна школа и кои што создале голем број на црковни книги кои што биле пишувани во црквите и манастирите во Кратовско и Кратовскиот крај, односно во Кратовските цркви, во селото Лесново, кај што Лесновскиот манастир и другите цркви како што било Карпино, Кумановско. Тоа е така да сите цркви кај што биле се пишувале, односно се твореле и се создавале книжевната културна школа во Кратово. Изложените 30 дела од ликовната колонија ќе бидат достапни и ќе може да ги погледне секој љубител на уметноста наредните 10 дена во фојето на Центарот за култура Бели Мугри.